економскиот статус, односно финансиите, само 15% од младите одговорија дека можат да се позволат се што им треба, што ќе посакаат, се да купат, за да имаат добар животен стандард. Младите кога го записуваат живењето во странство, тоа не е базирано без нивни лични искуства. За прашање кога е нивната желба да се напушти матичната земја на скала од 1 до 5, при што 1 беше никогаш, немам намера да емигрирам, до 5 имам многу силна желба за емиграција, аритметичката средина, односно просекот на добиените податоци е 2,91, што е под 3, и тука може да заклучиме дека во целост младата популација нема силна желба за миграција. Младите во Македонија, во Република Македонија се загрижени за низа општествени појави и закани, како што е корупција, социјална неправда, премногу мигранти и бегалци, зголемена сиромаштија во општеството, загадување климатски промени, војна во регионот светот, терористички напад, да немаат работа, да имаат сериозна болест, да бидат ограбени од некого, да бидат жртва на физичко насилство, и е битно да кажеме дека ние добивме највисоки вредности од сите други месеци кои што се спроведа. Македонците се позагрижени на албанците за сите понудени појави во општеството, освен за социјалната неправда, за која што се подеднакво загрижени македонците и албанците, и што се однесува до возраста нема никакви статистички значајни разлики. Сексуалната ориентација и јазикот кој што го зборуваат младите најмалку е причина за дискриминација, додека пак политичките убедувања и етничкото потекло се најчеста причина заради која што младите одговориле дека претрпеле дискриминација. Младите иако сакаат да бидат независни и да превземат одговорност, сепак најголем број од нив живеат во домот на своите родители, преку 80%, како причина за тоа ги наведуваат недоволните финанси, стравото до самостојувањето и културните норми. Кога станува збор за квалитетот на образованието, ги прашавме испитаниците покрај повеќето критериуми. Еден од индикаторите беше за случај на купување на оценки во училиштата и на универзитетите. Во истражувањето оваа година се покажа дека одговорот со да е двојно поголем од 2013 година, односно 54,9% спрема 26 во 2013. Значи дека верувањето кај младите дека со образованието воопшто се купува на сите нивоа е во пораст во изминатите 5 години. Се уште младите најмногу сакаат да работат во јавниот сектор. Споредбено со 2013 година, во 2018 процентот на испитаници кои што сакаат да работат во јавен сектор е зголемен за 6%, додека приватниот сектор на сметка на тоа е намален за 5%, распределбата по другите сектори гледате дека останува иста. Одлучувачки фактори во тоа во изборот на работа, во кое работно место би го одбрале се сигурноста на работното место, платата и доволно слободно време. На прашање на кои смета дека се демократски, кои вредности би се одлучиле, 63% се согласуваат дека генерално демократијата е добра форма на владење и политичката опозиција е здрава за демократијата. Меѓутоа, од друга страна, поголем процент исто така се согласуваат со тврдењето дека треба да имаме лидер кој ќе ја води Македонија со цврста рака во интерес на јавното добро, како и дека силна партија која ќе го представува обичниот народ, е она што е потребно за Македонија во моментот. Значи, кои се типични показатели на авторитарност и во поново време на популизам. Правилен пристап е да младите, односно младинските организации, формите на истражување се вклучат во процесите на креирање на политики и кажат на институциите што бараат, а од друга страна институциите тоа го имплементираат. И вториот многу важен сегмент е демократизација на партиските подмладоци, нешто што мислам дека е особено важно кога едни групи толку млади луѓе мобилизираат, тогаш е нужно да се дискутира за демократската свест внатре и за демократизацијата генерално, за кревањето на политичката култура во земјата. На крајот од денот тие се важен сегмент од политичката култура во земјата. Мислам дека е многу важно да постои соработка помеѓу младинските организации и партиските подмладоци, бидејќи ниту партиските подмладоци можат без истражувањето на младинските организации и без препораките на младинските организации, а мобилизираат токав број на луѓе, влијаат внатре во партиите, нели, за креирањето на предизборните програми, понатаму програмите на владата. И од друга страна младинските организации мобилизираат подреден затворен круг на луѓе, би рекла. Резултати од реформите во образованието
образованието, ако продолжиме со ова темпо на реформи, ќе почувствуваме за 10 до 15 години. Ако го запалиме црвеното светло, ако малку посериозно пристапиме сите на овие прашања, сите поврзани со образованието, од почетокот до високото образование, вклучувајќи и барањето за нови работни места и за развој на економијата, ако малку поинтензивно тоа го работиме, ако похрабро го работиме, ако се вклучат сите во тоа, тоа што никој не може сам, нити образованието како систем сам, нити стопанството сам може нешто да направи, ниту владата може сама, че може за 4 до 5 години да почувствуваме дека сме го промениле концептот или филозофијата на образованието. Ако сакаме ургентни резултати за 1 до 2 години, тоа е невозможно. Она што ни предстои. Ево од истражувањето видовме дека ние сме окупирани или младите се окупирани од социјалните мрежи, побрзо се живее. Видовме после 3 децении дека имаме имаме созреано општество некако. Научивме дека на вредности се базира државата и општеството, но научивме дека младите многу повеќе сонуваат и сакаат нешто. Но од друга страна гледаме по бројките дека се исплашени малку, дека не толку храбро одат во светот, дека некако малку не е тоа така едноставно да оттргнеш по светот да научиш. Ние, наша главна задача, и тука некако да заокружам ова, затоа што има многу говорници, можеме многу повеќе. Знаеме што треба да се прави, ама сите треба да зборуваме во еден глас. Вака како што сме поставени, многу долго време ќе ни треба да направиме големи промени. Овие бројки се извонредни, точно ги лоцираат социјалните групи, нивните стравови, довербата иста од пред 25 години. Со колегите кои сме работели истражување, истата е довербата во институциите, тоа е страшно. Треба во индивидуата, во семејството да е довербата. Јас сам да верувам, да имам само доверба со квалитетно образование, со созревање, со научување на тоа што треба да се учи, како да се учи, колку да се учи и така натаму и така натаму.